За прв пат во државата се работи на изготвување на така наречен граѓански законик, кој треба да ги регулира сите области и спорови поради кои граѓаните завршуваат на суд, да ја допрецизира законската регулатива, но и да ја обнови. Граѓанскиот закон ќе биде составен од 5 дела: општ дел на граѓанскиот закон, дел за стварно правни односи, дел за облигационо правни односи, четвртата книга ќе биде за наследно правни односи и петата книга за семено правни односи. Со граѓанскиот закон ќе се обезбеди на еден систематски и сеопфатен начин да се регулираат сите граѓанско-правни односи значајни за граѓаните. На овој начин ќе добиеме нов квалитет во регулирање на граѓанско-правните односи, но истовремено, што мислам дека е најзначајно, ќе се направи една сериозна реформа за да се надминат правните празнини, застарените законски решенија и да добиеме навистина еден граѓански закон по европски терк. Ова всушност е најголемата реформа во сферата на граѓанското право, но и во правото воопшто, смета министерот за правда Никола Тупанчевски. Представува сериозен предизвик во однос на законодавната агенда, во однос на она што се нарекува кодификација на едно законодавство кое што до скоро, а и во моментот според позитивните прописи представува или е парцијализирано. На изработка на граѓанскиот законик работат неколку тимови на правни експерти, а очекувањата се дека истиот ќе може да биде готов за најмногу 2 години. Ваквата активност е дел од усогласувањето на македонското законодавство со европското, но дел е поттикната и од застарената законска регулатива која со години не е регулирана. Типичен пример е законот за наследство кој не е променет уште од 1955 година.